Пастрмка. Пастрмката е вообичаено име за голем број видови сладководни риби. Повеќето пастрмки, како што езерската пастрмка, живеат исклучиво во сладководни езера и реки, додека пак има и други, како што се виножито пастрмки, кои како такви ги живеат своите животи во свежа вода или поминуваат 2 или 3 години на море пред да се вратат во свежата вода за да остават потомство. Пастрмката е важен извор на храна за луѓето и живиот свет, вклучувајќи ги и кафеавите мечки, птиците грабливки како орли и други животни. Тие се класифицирани како мрсна риба. Пастрмката има перки целосно без боцки и сите од нив имаат масна перка долж грбот во близина на опашката. Езерската пастрмка живее во многу поголеми езера и живее многу подолго од виножито пастрмка, која има просечен максимален животен век од 7 години. Езерската пастрмка може да живее многу децении и може да прерасне преку 30 килограми. Пастрмката генерално се храни со други риби и меки телести водни безрбетници, како што се муви, кадефли, камења. Во езерата, различни видови на зоопланктон често формираат голем дел од исхраната. Возрастната пастрмка ќе ги проголта помалите риби до 1/3 од нивната должина. Пастрмката може да се храни со ракчиња, крвави црви, инсекти, мали делови од животни и јагула. Како група, пастрмката е малку коскена, но месото обично се смета за вкусно. Но вкусот на телото е под силно влијание на исхраната на рибата. Пример, пастрмките кои се хранат со ракови имаат тенденција да бидат повеќе вкусни од оние што се хранат првенствено со инсекти. Поради нивната популарност, пастрмките често се одгледуваат на рибни фарми и се порибуваат многу води во обид да се зацкријат ефектите од прекомерниот риболов. Крап. Крапот е риба која ја донеле римјаните на подрачјето на Европа. Крапот е една од најпопуларните риби на нашите простори. Риба која за жал во Македонија нема во изобилие, а која поради големината на раст, начинот на фаќање и квалитетот на месото е една од најпопуларните, ако не и најпопуларна риба меѓу македонските рибари, но и пошироко. Крапот е лесно препознатлива риба. Телото на крапот е издолжено, заоблено и покриено со доста крлушка. Има силен опаш и долга оштра грбна перка. На горната уста има 2 пара мали бркови.
Бојата на телото му е жолтеникава, стомачниот дел му е прљаво жолтеникав, а кон грбот бојата станува потемна кон сива, иако ова не мора да биде правило, затоа што бојата на телото на крапот зависи од местото на неговото живење. Крапот најчесто се дели на питом или езерски и див крап или речен крап. Езерскиот крап има подолго тело, а помала висина, додека речниот крап е пократок, но подебел. Најслична риба на крапот е карашот, но сепак крапот се препознава по доста специфичности. Некои рибари го разликуваат и по крлушките, односно разликуваат крап со многу крлушки, крап со помалку крлушки и гол крап. Крапот е многу вешта, јака и издржлива риба, доста борбена риба, вешто се бори и наоѓа начин да се ослободи. Подолго може да издржи и без вода, слично како и карашот. Крапот е риба која живее во бавно проточни или мирни води, така што претежно живее во долните текови на реките и во езерата. Таквите води, топли со помало количество на кислород и побавно течение, се нарекуваат крапски или циплинидни води. Крапот ужива во тивки и длабоки води во реките и езерата. За време на големите жештини се повлекува во поладно или пак се крие во сенки или под некои водени растенија, шаорот, трската, гранки и слично. Распространет е низ цела Европа и Азија. Кај нас го има во речиси сите поголеми езера и во поголемите реки. Во Македонија најпознати се дојранскиот крап, преспанскиот крап и охридскиот крап. Според начинот на исхрана, краповите се што јади. Храната ја собираат риејќи под дното, со подавање на устата и шмукање на храната. Се верува дека крапот си има своји места на хранење. Тоа се места на кои крапот ја наоѓа храната и кои доста добро ги памети и често ги посетува. Се смета дека на местото на кое крапот има стекнато осет дека е безопасно и на кое ја наоѓа својата храна, тој секојдневно ќе престојува. Крапот се размножува во пролет, од април до мај, а доколку времето е ладно, мрестењето може и да се продолжи. Крапот е полово зрел за размножување со навршување на 3 години. При парењето, возрастните единки патуваат до подрашјата погодни за мрестење и тоа е обично по плитката вода, каде женките испуштаат голем број лепливи јајца врз водената вегетација, и тоа од 200 до 700.000, кои пак се развиваат за околу 8 дена. Малите крапчиња брзо се развиваат и некаде напролет достигнуваат 10 до 11 см должина. Во својата втора година, крапчињата може да тежат и до половина килограм, во третата до 1 килограм, за да во четвртата година може да нараснат и до 3 килограми. Крапот може да израсне и над 1 метар и преку 30 килограми во својот живот. Месото на крапот е доста квалитетно, иако понекогаш знае да биде доста масно или пак да има одреден мирис на тиња. Токму поради квалитетот на месото од крап, тој е доста баран и одгледуван на пазарот.
Продавницата за риболовна опрема Марти Спорт од Скопје е снабдена со најголем избор на трски и риболовна опрема од светски познатите брендови Даива, Колмик, Корморан, Мавер и Сеика турбетини, како и продукти од брендот Марти Спорт. Машинки од светски познатите брендови Даива Инфинити, Кајмако, Мако Стип. Голем избор на трски за риболов на пливка, фибер, главенски риболов за краб и сом, спининг, мушичарење. Најквалитетни најлон конци, како и плетени конци од брендот Корморан, Колмик, Пауер, Горила, Скорпион и други познати брендови. Дојдете во продавницата на Марти Спорт во Скопје, трговски центар Буњаковец и уверете се во големиот асортиман на риболовна опрема со врвен квалитет. За подетални информации може да се јавите и на телефонските броеви 071 317 092 и 078 233 343 или посетете ја Facebook страната на Марти Спорт. Марти Спорт Скопје. Сом. Сомовите спаѓаат во фамилијата на риби мекоперки. По својата градба и тело, сомот во голема мерка се разликува од останатите риби. Европскиот сом има голема глава со голема уста и ситни заби. Главата му е широка и сплосната, а очите ситни и малечки. Телото на сомот е долго и лигаво, а од главата на кај задната перка му е се потенко и поплоснато. Грбот на сомот му е сиво-маслинеста и темна боја, а стомачната страна му е со прљаво бела боја. Долната перка му е исклучително долга, а се протега до крајот на опашот. Грбната перка му е кратка. Околу устата сомовите имаат 2 долги и 4 пократки мустаки кои им помагаат во барањето на храна. Кожата на сомовите е мазна и без крлушки. Сомовите имаат слаб вид, но слухот им е доста добро развиен. Најчесто го има во реките, езерата и мирните води.
Сомот е распространет во Централна и Источна Европа, како и Западна и Југозападна Азија. Тој живее во темното дно и таму се задржува, така што многу ретко го напушта на подолг период. Живее сам и не се движи во групи. Сомовите најчесто се задржуваат во мирни и длабоки води и вирови, дупки по средината на речните текови. Преку ден тие се скриени во дупки на дното, каде што се тешко забележливи благодарајќи на бојата на нивната кожа. Зимно време се укопува во тињата и таму престојува се до пролетта, кога станува поактивен. Храната претежно ја бара во близина на своето засолниште и најчесто таму се враќа нахранет. Сомот најголема количина на храна внесува во текот на летниот период, а се храни до крајот на декември, односно до почетокот на зимата. Сомовите спаѓаат во групата на риби грабливци, кои го ловат пленот за да се прехранат. Меѓутоа, исто така се хранат и со органски отпадоци и слично. Обично ловат во ноќниот период, кога се хранат со риби, ракови, но исто така тие може да ловат помали водни птици. Тој е многу поинтелигентен од колку што се мисли за него. Европскиот сом може да достигне должина до 5 метри и тежина дури до 400 килограми, па поради тоа тој го има приматот најголема сладководна риба во Европа, кој може да достигне старост и до 100 години. Сомовите достигнуваат полова зрелост во 4-та година од животот. Со настапување на пролета, сомовите во парови тргнуваат да бараат место за мрест. Мрестењето на сомовите трае од месец април па се до месец јули, а се мрести во поплитките делови на водата во која живее. Женката ја положува лепливата икра на водните растенија и може да положи и до 500.000 парчиња икра да приближи ни една друга риба. По само 10 дена од икрата излегуваат малите сомчиња кои остануваат во гнездото извесно време и се хранат со планктони и ситни животинки. Тоа трае се додека нивните родители не ги растераат. Ако водостојот е погоден, младите сомчиња брзо напредуваат и растат многу брзо. Кај сомовите се појавува и канибализмот. Доста често се случува возрастните единки да го преполоват или уништат целокупниот пород во ситуации кога водата е сиромашна со храна. Веќе по првата година достигнуваат тежина до 500 грама и должина до 20 сантиметри. Примероците со старост од 4 години се со тежина од 3 кг и повеќе. Месото од сом е исклучително квалитетно и вкусно и во себе има многу мал број на коски. Сомот е доста атрактивна риба за риболовците, како поради борбата и отпорот кој го дава кога ќе биде фатен за јадицата, така и поради квалитетното месо кое е многу вкусно и од кое се прават вистински специјалитети за љубителите на месо од риба. Караш. Карашот потекнува од Кина, од каде што се проширил во Источна Азија, Русија, а понатамо и на запад кон Европа. Телото на карашот е прекриено со големи крлушки, па според тоа многу личи на крапот. Но за разлика од крапот, карашот има пократко тело, не подолго од 50 см, а телото на карашот е повисоко од телото на крапот.
Главата на карашот е релативно мала, има големи очи и усни. За разлика од крапот, карашот нема бркови. Телото му е сребрникаво маслинесто, на грбот потемно, а од страните посветло. Стомашната страна на карашот е жолтеникава, додека перките се со сива боја. Карашот претежно живее во стоечки мирни води, богати со водна вегетација, а дното на водата е со тиња. Го има во езерата, каналите, акумулациите и бавните реки. Една од најкарактеристичните особини на карашот е тоа што тој е риба кој може да опстане во екстремни услови, како што се презаситеност, но и недостиг на кислород во водите, како и екстремно низок водостој. Меѓу другото, тој може да издржи надвор од вода и неколку часови, а кога повторно би го вратиле во вода, тој нормално би продолжил да живее, додека поголемиот број врсти на бела риба ја нема таа способност да останат подолго време надвор од вода и да преживеат. Карашот е риба од групата сестојади. Се храни со водени планктони, мали организми, но и трева, алги, животински плен, црви и слично. Карашот несува поголемо количество на храна кога водата е топла, односно во летниот период, додека во зима најчесто карашот е пасивен. Својата зрелост ја достигнува после третата година од неговиот живот. Се мрести близу крајбрежјето на места прекриени со трска, треви, алги и други водни растенија. Се мрести во мај и јуни, кога температурата на водата ќе достигне 18 степени Целзиусови. Во зависност од индивидуалната тежина и големината на женката, карашот исфрла од 200.000 до 300.000 јајца, кои подоцна мажекот ги оплодува. Карактеристично за карашот е тоа што јајцата може да ги оплоди и друга врста на риба, но може да се размножува и од неоплодени јајца. Инкубацијата најчесто трае 1 ден и излегуваат младите карашчиња долги 3 мм. Максимална големина на карашот се движи околу 50 сантиметри и тежина до 3 кг во светски рамки. Во Република Македонија карашот од 600 до 700 грама се смета за крупен караш,
а примероците од 1,5 кг па нагоре се капиталци. Како крапот, така и карашот, кога ќе бидат фатени за јадица, тие се доста борбени и агресивни, а тоа го зголемува адреналинот кај секој спортски риболовец. Поради големиот број на коски кои ги има карашот, неговата припрема за натрпеза е поспецифична, но кога добро ќе се испржи и припреми, не можете а да не уживате во вкусот на оваа прекрасна риба.